Добар ден и од мене, почитувани професори, почитувани декани, кои веќе си заминавте, и почитувани пријатели. И ова е фактички да кажам дека многу ми е мило што сум тука. Има големо задоволство кај мене и за тоа задоволство има фактички две големи причини. Првата причина е поради фактот што 70 години се слави филозофско друштво. Тоа е многу важна работа и со еден голем предизвик на прагот на трета формална светска војна, што е исто така доста важно и кое може да се поклопи и со тематот на самото списание. Фактички филозофијата како практична дејност. Што може филозофијата да направи во светот. Тоа е многу важна работа. Она што го имаме заборавено низ годините, односно кое што самата филозофија многу често се обидува да го заобиколи, да го коментира или да ги коментира светските случувања, прашања, текови, и истата многу често знае да биде врзана за самата академија и да ги интерпретира вечните прашања, што исто така се доста важно. Меѓутоа, многу е важно она што прави филозофијата денес. Со што се занимава филозофијата денес и колку филозофијата знае за стварноста онаква каква што се случува надвор од академските сали. Јас многу овој фактички не сум голем фан на оние формални обраќања, искрено, затоа што и самиот сум неформален човек, како што можете да ме видите. Генерално овој фактички сум човек кој едноставно како да кажам го сака тој дел да фактички прави дигресии во смисла да го заокружи поимот на она за што сака да зборува. Денеска сакам да ја промовирам овој фактички да го промовирам овој 38 број, што е фактички доста важен затоа што работиме веќе долги години. Јас сум овој фактички некаде околу до 13 години дел од самиот тим на редакцијата, па се мене ми се падна паричката јас да имам една ваква промоција, која што е втората причина зошто ми е мило, затоа што последниве неколку години живеам малку во некоја како да кажем она сокриеност, она ландхано, нели? Живеам, сум сокриен, па еве сега се откривам, нели, алетхеја. Како своја спротивност. Сметам дека она што е многу важно и кон кое што треба да се стремиме, овој фактички да го сочуваме, е токму оној дел на филозофската заедница, затоа што е доста мала, меѓутоа е доста важна. Ова филозофско списание е единственото филозофско списание во нашата држава и затоа треба да го поддржуваме и да го следиме, затоа што само овој фактички тука можеме да ги најдеме оние текстови кои се продукција на нашите автори, однакви какви што сме сите, се трудиме да го одржиме ентузијазмот. Најдобрите работи во животот и во светот, сум заклучил самиот, дека се случуваат тогаш кога се прават без пари, бесплатно. Така што ние сите работиме бесплатно и неплатениот труд, наспроти моите економски и политички убедувања за тоа дека секој труд овој фактички треба да биде платен, ова е она што мислам дека може да биде онај дестилат на интелектуалната мисла на филозофијата во Македонија. За сега и затоа ги замолувам сите присутни малку да обрнат внимание на овој податок, затоа што е многу важен. Сега ќе преидам во она што се нарекува промоција на фактички текстовите. Ова списание има 12 автори, односно 12 авторски текстови, кои се
фактички сите интересни, горе-долу. Овој фактички секој од нас има по некоја инклинација, има фактички некој овој фактички афинитет. Сакам вакви текстови, сакам такви текстови, меѓутоа генерално текстовите овој фактички сметам дека се доста солидни. И се однесуваат на она што преска го кажав, овој фактички филозофијата како практична дејност. Што прави филозофијата? И генерално се вртат околу тоа дека филозофијата не е само практична мисла. Овој не е само мисла, туку е практична дејност. Дека без практичниот сегмент филозофијата овој фактички останува соголена од најважниот елемент, оној елемент кој треба да се практикува истата и кога треба истата да стане секојдневна активност во една фаза животна кај човекот. И сега 8 текстови се во рамки на самиот темат. После тоа имаме 2 текстови кои се авторски текстови. Имаме еден превод и имаме исто така еден фактички средношколски текст. 4 текстови се фактички напишани на англиски јазик. И на крај имаме еден приказ на книга и имаме исто така овој фактички сублимат на сите тие случувања што се случувале во претходниот период на филозофското друштво. Ќе започнам со првиот текст. By the way, ќе пристапам на самите текстови не она фактички со цел да ги проблематизирам или па фактички да ги раздробам, затоа што немам ниту тоа е фактички таква цел, ниту сум имал време до тој степен да земам да ги цепкам. Меѓутоа, во секој случај ќе направам една општа презентација, колку присутните да можат да се запознаат генерално со некои ставови. Првиот текст е Макијавели и амбивалентноста на Пруденца, политиката како животна стратегија на Јасмина Поповска, претходно зборуваше тука професорката Јасмина Поповска, и таа има напишан одличен текст кој се однесува на, како да кажам, анализа фактички на концептот пруденца како редефиниција на Аристотеловата фронезис. Фронезис кај Аристотел представува способност да се просуди за фактички работите кои се добри и полезни за фактички човекот, но не делумно, туку за добриот живот во целина. Додека пак кај фактички фактички Макијавели може да се најде тоа пруденца представува способност за менување на сопствениот однос кон светот според околностите. Ова се две различни конституции кои во секој случај имаат различни патеки на својата, како да кажа, осификација на својот живот и на своето конституирање. И разликата можеме да ја фактички видиме дека кај Аристотел представува стабилна етичка конституција, кај Макијавели флексибилен начин на спроведување. Целта кај фактички кај Аристотел представува доблесен живот, кај Макијавели преживување и политички успех. Кај Аристотел ова е поусогласено со фактички доблеста, а кај Макијавели прилагодување кон околностите. Она што го знаеме ние, она злоогласеност кај самиот Макијавели, дека ова фактички целта ги оправдува средствата генерално. Идејата негова е дека во самата политичка стварност политичарот треба да биде човек кој ќе има еластичен карактер, кој ќе може да се прилагодува во различните тектонски
поместување на самата политика, и тоа го гледаме ние, да, фактички, па дека политичарите и политиката генерално добро го сватиле тоа, и дека многу често некои реторички средства, и затоа и самата авторка ја става пруденца во однос со фактички самата фактички реторика, и укажува на тоа дека пруденца не само со самата реторика, туку и со моментот, нели, на фортуна, тоа фортуна, fortune, кој што едноставно значи судбина. Судбината во која што која што вие не знаете што вам ќе ви донесе. Едноставно не можете да ја предвидите, на кобот која ќе кажа старите, така. Фактички еластичноста во овој момент останува многу важна за да може политичарот да преживее. Од друга страна, Аристотеловиот субјект е малку, па можеме да кажеме, политички лузер. Меѓутоа е човечки winner, така. Тоа е доста важна работа за да можеме да ги направиме тие две фактички диференцијации. Наредниот, па наредните два фактички текста се напојуваат од Сорен Киркегор, односно филозофијата на Сорен Киркегор. Првиот текст е текстот Естетскиот стадиум на филозофијата на Сорен Киркегор од Ана Петровска. Мислам дека Ана, чинам дека беше пред месец-два тука некаде имаше фактички овој фактички промоција на нејзината книга. Па тоа фактички беше за третиот стадиум, ако не се лажам, така. Целата книга ова е дел од тоа. Ова е дел од тоа. Океј, sorry. Да. Така што овој текст се однесува на естетскиот стадиум на филозофијата на Сорен Киркегор. И фактички она што ние можеме да го видиме во тој текст се однесува на дека естетскиот стадиум е првиот начин на постоење кај Киркегор. Во кој човекот живее целосно во непосредноста, страста и моментот. Естетот е оној кој има волја за живот, но не и за конечност, кој секој знае што сака, но не знае да го задржи она што го поседува. Животот му минува како молња, без континуитет, исполнет со игра, со можностите и избегнување на вистинските избори. Досадата е неговиот најголем непријател, затоа што се што се случува го уништува уметничкиот живот. Јас многу ја сакам досадата, искрено, и таа мислам како фундаментално расположение е доста важно, барем Хајдегеровски. Меѓутоа, во секој случај, оваа поента кај самиот Киркегор има и своја како да кажам, свој разлог. Централен мотив во естетскиот стадиум е тагата и меланхолијата кои не се само придружници, туку и најголема инспирација за уметничкото создавање. Киркегор го истакнува Моцарт како исцелител на својата меланхолија, а фактички несреќната љубов како таа фактички неговата кон Регина Олсен, нели, ја смета за најчист извор на поезија. Фактички љубовта во сеќавањето е единствено среќна. Така, она што ние го знаеме како љубов, што сме го фактички доживеале некојаш, тоа е па тие се фактички најдобрите моменти, она што го живееме сега е фактички малку проблематично затоа што плаќаме сметки, така. Да. Тоа е малку тоа е веќе економија. Ќе каже Маркс. Иако естетскиот живот води кон бесмисла и очај, токму очајувањето е неговата функција позитивна. Естетскиот стадиум е неопходна подготовка за вистинскиот живот, но не и неговата цел. Вториот текст е текст на Радован М. Спиридонов, Дигиталниот аскетизам како обид за бегство од алгоритамското владење и скапување на мозокот, тоа brain rot. Овој фактички што го викаат, овој фактички текстот е на англиски јазик бе напишан. Јас го имам преведено така на свој начин. Текстот
текстот се обидува да го представи човекот изгубен во фактички дигиталниот простор. Дигиталниот простор представува место во кое што човекот суштествува на естетски начин, начинот кој во секој случај не му дава голема шанса за избор и живее во свет на фактички лагател. Свет на ове фактички толпата. Очајувањето, како што претходно спомнав, представува негова одредница и истиот е отуѓен крајно дури и од самиот личен суверенитет. Така, човекот отуѓен во тој свет му останува само една опција, опцијата за дигитален аскетизам и за она внатрешна или интроспекција во која што човекот стварно ќе го врати оној момент на гледање на самиот себе си и бегање, тоест спасување на себе си од онаа бездна со која што тој е фактички обкружен. И сега да, овој фактички тука авторот кажува дека дигиталниот аскетизам е враќање на внатрешноста, намерно повлекување од надворешниот дигитален шум за повторно да се воспостави однос кон себе си. Спиридонов смета дека дигиталниот аскетизам има и политичка димензија. Тоа е отпор против тоест она фактички економија на вниманието, као фактички сите ние сме скролајќи постојано, фактички нашето внимание е крајно истрошено, па ние сме папсани генерално и немаме енергија и внимание да можеме ние да фактички прочитаме еден текст или што фактички што и да уствари правиме, затоа што ние сме разделени, разнесени насекаде. И во моментот кога сме разнесени, ние немаме суверенитет и немаме ни субјективитет. За да имате субјективитет, предпоставувам дека треба да имате и суверенитет, да можете да кажете дури она Кантовото, јас мислам така. И сега преку практики како алгоритамски отпор, фактички намерно оствари тишина и дигитални пости, поединецот создава политика на невнимание, колективно одбивање да учествува во системот што профитира од неговата расејаност. На крајот, дигиталниот аскетизам е современ облик на Киркегоровиот повик да се стане себе си, да се вратиш кон себе си, човекот да стане, да скокне, претпоставува, вам тука сака да кажа, во авторот, да скокне, во уште по-голем парадокс. Свесен избор на фактички тишината наспроти бучавата, одговорност наспроти удобност, длабочина наспроти расејаност, за да се сочува фактички човечкото во време на дигитална фрагментација. Нареден текст е текст на Павел Зигадло, Желбите и ритуалот, општествената кохезија како пат за животот кај Шунцзи. Ова е фактички текст бе напишан исто така на англиски јазик и јас многу малку бев запознаен со фактички филозофија. И меѓутоа текстот има доста длабок и како да кажам добро обработена фактички и теза и аргументација. И мислам дека доста е возбудлив за секој кој сака нешто да чепне и да научи нешто подлабоко во однос на фактички како да кажам филозофски правец. Зигадло ја отфрла во обичајната заблуда дека Шунцзи ја смета човековата природа за зла и песимистичка. Напротив, Шунцзи нуди реалистична природна верзија. Човекот се раѓа со желби и емоции кои ако се остават нерегулирани водат кон борба и кон хаос. Значи
не па не опонира на она, како да кажам, дека човек, тоест фактички дека е коренот на фактички целото зло представуваат без желбите, туку желбите представуваат дел од нас. Само идејата е тие да се стават во некој ред, да се вредат, да станат вредни, така. И сега проблемот дека не се самите желби, туку нивното неограничено следење. Она што ние го живееме постојано на преку тој дигитален шум на постојано информирање или дезинформирање се до моментот на постојано конзумирање. Оној фактички дел на самиот фактички конзумеризам кој не отчашува, отклонува од самата фактички наша фактички субјективност. Решението е во нивно регулирање преку ритуал и музика. Ритуалот е клучниот инструмент за создавање општествена кохезија, смета авторот. Тој има двојна функција: ограничување на прекумерните желби и негување на легитимни потреби. Шунзи го споредува ритуалот со брани што ја насочуваат на дојдената река. Не ја уништуваат водата, туку ја канализираат. Преку ритуалот се воспоставува пропорционална распределба на ресурсите и општествената хиерархија. Значи, ритуалот е важен исто така и за како се вика тоа, за средување на општеството, преку средување на самиот човек, на самата индивидуа. Најдлабоката поента на Шунзи е дека природата и вештачкиот труд мора да соработуваат, дека мора да има нешто екстра од самата природа. Природата ги има самите, како да кажем, желби, меѓутоа го имаме тука и вештачкиот онај труд кој мора малку да почне и да го обработува тој суров дел. Без природа фактички нема што да се обработи, без вештачки труд природата не може да се фактички да стане убава самата себе си. Добро, имаме следен текст, таоистичкото филозофско советување и севкупната благосостојба на главниот уредник фактички на самото списание Александар Стаматов, и ова е доста интересен текст. Зошто? Затоа што отвора некоја нова перспектива за нас како филозофи, кои би можеле некогаш во животот да ја гледаме како опција не само за заработка, туку за опција во која што можеме на филозофски начин да дојдеме до фактички она диалектика, разговор со луѓе со кои што стварно фактички се интересираат за самата филозофија, за фактички најдлабоките прашања на фактички секој човек. Човекот секогаш има потреба од разговор и за разлика од она психотерапија што ја знаеме ние и многу често ја фактички посетуваме, овој разговор може да помогне да ги освежиме оние зачаурени делови во нашето сепство, заборавени прашања, односно прашања кои што секогаш и како деца сме ги поставувале, меѓутоа и како возрастни се соочуваме. Прашањето на смртта, например, тоа е многу сериозно прашање, за мене лично. И тоа овој па тие фактички прашања вие не можете да ги фактички разговарате секогаш со кој било човек, пошто некој близок ваш ќе ви каже: еј, слушај, ај се тие прашања, батали ги тие прашања, дај фактички дај ќе правиме обед за фудбал. Иако јас многу гледам фудбал, вечерава има Лига на шампиони. Да. И тоа и Стаматов укажува на тоа дека ова е примената на концептите на фактички таоизмот ваквото филозофско советување води кон внатрешен мир преку постот на умот и седењето во заборав. Техники што ги опишува
Жуанг Цзи. Човекот кој учи да се ослободи од обсесивното држење до фактички сопствените ставови и да го пронајде единството со таа. Ова не значи дека проблемите автоматски исчезнуваат, туку дека човекот достигнува позиција од каде што гледа јасно, без заблуди. Таоистичкото филозофско советување придонесува за подлабоко разбирање на себе си, на односите со другите и на сопствената улога во светот, што во крајна линија води кон севкупна благосостојба. Овој фактички нареден текст е текстот на Росано Чолаков, Тантра, едно име за возвишена филозофија и животна практика. И са, овој текст генерално повикува на тоа што се нарекува трансформација. Овој Тантра вика оди над разумот. Нејзината цел не е да објаснува, туку да трансформира. Авторот не е задоволен од оние теориски согледувања кои ги има филозофијата генерално и смета дека истите треба да бидат надополнувани од моментот на она пракса која што е трансформативна. Трансформативната пракса и вика, таа не прашува зошто, туку како, тантрата. Како да се досегне вистината, како да се трансформира човекот. А најголемата предаденост во тантрата, нејзиниот апсолутен услов е љубовта, само преку љубов се надминува менталното и се достигнува до повисоките нивоа на свеста. Така што, добро, имаме нареден текст на фактички Татјана Милјовска, екопросветлување, мирот, добрината, хармонијата како темелни квалитети на екодухот. Ова е фактички доста интересен текст. Зошто? Затоа што апелира на оној важен момент на кризата на перцепцијата. Дека човештвото и човекот генерално има некој проблем да може да ги лоцира елементите на отуѓеност со светот во кој што живее. Фактички истовремено правејќи една важна критика на антропоценот. Човекот како она фактички себично суштество во кое што е обкружен со многу фактички убавини во светот, во својата средина, меѓутоа не е заинтересиран за нив, туку едноставно е заинтересиран она гладот, лакомоста, ја поврзува постојано со постојано конзумирање. И тука прави една интересна, како да кажам, овој фактички пресврт во кој што укажува на тоа дека е потребна квалитативна промена на свеста. И са овој прави уствари некоја фузија тука помеѓу радикалните екологии, екофеминизам, социјална екологија и древните источни мудрости кои се плюс минус таоизам, фактички будизам, шинтоизам, шаманизам. И оваа конституција заедничка во една длабока соработка би требало да донесе некоја ситуација на елан витал, да го фактички да го прероди елан виталот кај човекот, затоа што човекот живеејќи надвор од овој фактички сите тие елементи во овој фактички светот, тој живее во една голема отуѓеност, а во исто време заборавајќи ги сите тие други елементи во светот, овој фактички во природата и другите суштества, тој нанесува многу често и зла волја носи во себе. Така што најважната порака во текстот е дека фактички мирот, добрината, хармонијата се кохезивни сили што може да не обединат над сите фактички поделби. Добро,
имаме друг текст што исто така, како да кажам, истопадна затоа што имаше неколку елементи кои мислам дека се доста интересни, особено елементот на ахимса. Јас сум многу следбеник на таа. Текстот е фактички во филозофија на веганството, пат кон утрешнината, и текстот е на Душица Ѓокиќ. Текстот укажува на тоа дека веганството не представува и не треба да представува само, како да кажам, диета во која што сите ние ќе се впуштиме и само ове фактички себично ќе се грижиме за фактички нашите тела, тие да изгледат вака или понака, туку едноставно треба да представува таа животна филозофија во која што теоријата и праксата уште еднаш и во овој текст ќе бидат заедно фузирани и ќе бидат координирани една со фактички друга. И кај Ѓокиќ може да се насети моментот дека човекот, живејќи во една конзумеристичка таква фаза од фактички своето существување, отуѓен од фактички сите овие, како да кажам, животни убавини други, не ги зема предвид животите на оние кои се послаби, оние кои се различни и оние кои се чие лице и чие име не ги познава. Едноставно сака да ги изгази, сака фактички не како да кажам, не ги зема ниту предвид. И сега од емпатија, светска правда, кон фактички другиот се до моментите на ахимса, како што претходно кажав, на фактички не па не уствари насилство, односно не повредување на фактички другиот, и се потпира на редица филозофија тука се, меѓутоа особено на джаинизмот на Махавираџајна, кој во секој случај представува еден Ове е фактички лајтмотив и за многу движења политички во светот низ историјата, особено во 20 век. И само низ овој принцип може да се дојде до филозофијата на фактички како да кажам, веганството е билет кон утрешнината, таа не е само начин на исхрана, туку безусловна љубов, сочувство и грижа за другиот. Вистинскиот живот не е во искористување, туку во чување на животот, како нешто што е многу свето, односно најсвето. Добро, со тој текст фактички завршуваат овој фактички текстовите кои се однесуваат на овој фактички темат, и сега фактички наред се авторските текстови. Првиот текст е на професорот Иван Джапаровски во овед во фактички почетоците на естетиката. Фактички претходно видовме, имаше доста интересна тест, бе интересни фактички експозеа, и тоа сега овој текст е, како да кажам, некој како се вика, некој претпоставувам фактички некоја скратена верзија од па тоа што го има во самата книга. Иако Баумгартен представува оној кој што го дефинира прв пат фактички како да кажам зборот естетика, фактички Джапаровски кажува за тоа дека концептите на убавото, фактички убедноста, вкусот и мезисот постојат уште во античкиот период, уште претходно, пред да биде дефинирана таа како да кажам категорија.
овој фактички самиот текст се зборува за тоа, за она космолошка естетика и антрополошка естетика. Космолошката кај Питагора, па тоа што уствари претходно фактички слушнавме, и антрополошката кај Протагора, кој што го имаме исто така, како нели човекот е фактички мера на уствари сите работи, сите нешта. Па после тоа фактички Джапаровски ги истражува корените на естетската мисла уште пред филозофијата, што е исто така фактички како да кажам важен пунктум. Кај митското мислење, кај Хомер и кај Хесиод, анализата на штитот на Ахил фактички во Илијада е централен пример каде Хомеровиот опис на штитот што го има исковано фактички Хефест представува прв миметички и екфрастички опис во западната книжевност на фактички штитот се фактички представени земја, море, небо, сонце, месечина, звезди, два града, свадби, судења, орења, жетва, лозје, стада, оро и целиот океан. Така што го имаме тука целиот онај како да кажам, да освари космос. Ова не е само е фактички само уметнички опис, туку и прв увид во моќта на уметноста да ја представува и толкува стварноста. Слично во Одисеја, песната на слепиот Демодок ја покажува моќта фактички на уметноста да предизвика емоции. Плаче Одисеј, например, слушајќи ја фактички неговата приказна. Вториот дел од фактички текстот се фокусира на односот меѓу филозофијата и поезијата, односно книжевноста, однос кој уште од антиката се движи меѓу конфликти и фактички соработка. Платон во фактички држава зборува за прастарата караница меѓу фактички поменавам поезијата и филозофијата и ги истерува поетите од идеалната држава, или острахизмот, сметајќи дека тие создаваат сенки на сенките и се опасни за моралот. Аристотел од фактички друга страна во поетиката брани дека фактички поезијата е пофилозофска од историјата. Таа не раскажува само што се случило, туку и тоа што би можело да се случи. И така натаму. Добро, имаме нареден фактички текст, го имаме на Бошко Карачов, кој е на овој фактички англиски јазик. Сараевското предавање на Рорти и реодмислување на поделбата меѓу аналитичката и континенталната филозофија. Ова е фактички доста интересен текст, јас го имам читано исто така. Уште во како да кажам, претходни фактички броеви. И сега прави една фактички поделба помеѓу тоа што проблемот на она што е континентална филозофија и аналитичка филозофија. Што е фактички кај па најопшта карактеристика кај едните, а што е па најопшта карактеристика кај фактички другите. Според Караджов, кој го пренесува Рорти, фактички смета дека етните се проблемски ориентирани, а тоа се оние од аналитичката филозофија, а другите се историцистички, оние од континенталната филозофија. И за проблемски ориентираните филозофи веруваат дека постојат вечни филозофски прашања, проблеми поставени што од Платон и Аристотел, прашања за фактички реалноста, вистината, оправдувањето и така натаму. Тие се делат на квиетисти, кои сметаат дека фактички некои проблеми треба да се напуштат.
следејќи го фактички Витгенштајн од фактички трактатот. И натуралисти кои веруваат дека класичните проблеми се трајно релевантни. И историцистичките фактички филозофи, континенталците, пак следејќи го Хегел, сметаат дека филозофијата е обликувана од историскиот и културниот контекст. Тие се делат на радикали, кои бараат фундаментална критика и трансформација на општеството, и реформисти кои ги прифаќаат просветителските идеали како рамка за напредок. Според Караджов, најдлабоката разлика меѓу двете традиции е во нивниот однос кон вистината. Аналитичките филозофи веруваат дека вистината може да се открие, препознае и изрази. Фактички преку искази и тврдења, тоа е својство на реалноста што може да се досегне преку рационално и научно истражување, додека пак континенталните филозофи, постмодернисти, постструктуралисти, деконструктивисти и така натаму, ја гледаат вистината како конструкт. Таа е општествено фактички произведена, обликувана од идеолошки, политички, културни и економски фактори. За фактички Караджов, фактички двата пристапа се уствари фактички потребни затоа што и двата имаат своја тест филозофијата има и од двата полза во онаа комплементарна смисла на соработка. Нареден текст, еден подолг текст е превод фактички на како да кажам, текст Метју Липман и Маргарет Шарп, Фредерик Оскенијан, фактички поттикнување на децата да бидат логични, и текстот е преведен од страна на Душица Димитровска и е одличен превод, и текстот е малку подолг и има некои како да кажам интересни елементи кои во секој случај фактички сугерираат некои, тоест го разгледуваат моментот на фактички примена на самата филозофија во рамките на фактички самите деца, односно ученици. И текстот го препорачувам фактички да го прочитате и да видите колку има интересни елементи. И имаме уште еден фактички текст, последен текст, средношколскиот форум, смртта како право, животот како должност, што значи да се живее, односно умре достоинствено, на Мила Кралева. Еден, како сека, доста интересен текст, кој прави анализа на филмот Во длабокото од Алехандро Аменабар, и фактички како се вика за судбината на Рамон Сампедо, фактички човек кој е парализиран од вратот надолу, кој со фактички децении се бори за правото на еутаназија. Доста емотивен дури текстот, можам јас вака да го фактички да го карактеризирам. И авторката се обидува низ различни како се вика филозофски фактички авторитети преку Кант, фактички преку Сартер, Ками исто така, да дојде до она идеја за тоа фактички дека човекот има право сам да го дефинира своето фактички достоинство. За на крај Кралева се фактички поврзува со стоицизмот и со Питер Сингер и современата практична етика која го брани правото на еутаназија врз основа на автономија и минимизирање на фактички самото страдање. Незиниот личен став е дека животот и покрај страдањата треба да се живее со одговорност и интегритет, но кога се што прави животот
овој фактички се што го прави животот фактички човечки е неповратно изгубено, тогаш и достоинственото умирање може да фактички биде последниот израз на фактички човековата слобода. Овој фактички ово ствари малку депресивно на крај, меѓутоа во секој случај мислам дека е доста добар во однос на она фактички рубрика средношколски форум кој сметам дека е овој фактички доста важен за овој фактички афирмација на средношколските текстови и на млади лица кои во иднина можат да бидат многу успешни и длабокоумни филозофи кои требаат на оваа држава и на светот во кој што живееме и кој што гледаме дека полека се дроби од сите страни. Ви благодарам.